веќе цел месец некако мислите ми одат натаму, размислувам околу верата, па еве, самите знаете, таму уште пред Великден, за неверниот Тома, за неверието, потоа за маловерието, и така истражувајќи ова недела, сакав да знам дека има некои места, нели, кај што нели, оној кој што Исус го исцелува, вели, помогни му, верувам, ама помогни му на моето неверие. Меѓутоа сакав да најдам дел кај што учениците, пошто нели еве цело време некако тие се во центарот, како и ние, кои што сме во ова време Христови ученици, сакав да најдам момент кај што тие бараат дај ни вера или придај ни вера. Дали се сеќавате, може би, каде има текст кај што учениците велат и во кој контекст го велат тоа? Мислам, добро, контекстот ќе го видиме во темата, меѓутоа дали се сеќавате, може би, на некој текст кај што велат придај ни вера, кој што тако многу не е потребно. Тоа е еден текст во Библијата кој што, еден пасос, тоа се 10 стихови во Лука 17 глава, за кој што, не знам јас откако сум тука, ја не се сеќавам, може би Јани ќе се сети, ако ги проучавал некојаш, да ги изнесувам, мислам, ама е текст кој што за мене беше посебен предизвик, затоа што скоро ништо, односно многу малку, онака штуро може да најдете нешто, некој коментари од Елен Вајт. Што е посебен предизвик, наистина, за вакви текстови. Оти, нели, лесно е, ја обично така практикувам, се што е инспирирано, тоа е она што сакам да го изнесам, ништо повеќе од мене, или само некој коментарче, така за да го спојам тоа во една целина, но овде имаме една интересна парабола, која што исто така не е опфатена како ја што знам од Елен Вајт, и еден куп поуки. 17 глава, значи Лука, еве ќе почнеме од првиот стих, значи тоа се првите 10 стиха. Опомени и совети, инако овде носи наслов оваа глава. Па да читаме. И им рече на своите ученици: не е можно да не дојдат соблазни. Ова ќе осретнете на друго место, како да речеме таму, Матеј, мислам, беше 17 глава. Не е можно да не дојдат соблазни, но горко на оној преку кого доаѓаат. Подобро би било за него да му биде обесен мелнички камен на вратот и да го фрлат во морето, отколку да соблазни еден од малие. Значи, првите два стиха е на кратко. Исус обрнува внимание, значи им зборува на учениците, да внимаваат да не соблазнат некого од малите. Кои беа тие малите? Зашто мисли овде? Ако се сеќавате на она глава, мислам беше Римјаните 14 глава, која нели ја имавме поуката за римјаните. Да, слабите. Таму беше слабите во верата. И некако јас според мене не ја разјаснивме доволно тогаш за време на пуката, но во ред, тоа е во некоја друга прилика, може би пак ете ќе можеме да проговориме. Слабите, малите во верата, и навистина ова е голема одговорност и за сите нас денеска, кои што човек обично е повеќе свртен кон себе и повеќе гледа за себе, па не мари многу за другите, за дали некој има послаб во верата, па дали со некои постапки може да поделува врз него негативно на неговата вера, односно да го соблазни. И како што вели овде писмото, вели подобро е да си обеси мелнички камен, а може да замислите што е мелнички камен, колку е тоа тешко да си го обеси, вика и да се фрли таму во морето и тоа значи крај. Че нема да излезе, таму на дното ќе падне. Потоа вели внимавајте на себе, третиот стих, внимавајте на себе, ако ти сгреши твојот брат. Сега, значи, имаме обратна ситуација. Вие можете да се облазните некого и со тоа да му сгрешите. Меѓутоа сега, ако ви сгреши некој вам, значи, ако ти сгреши твојот брат, укори го и прости му ако се покае.
И за ова имаме совети, прекрасни совети во Матеј 18 глава. Значи, ако ти сгреши некој, како да го укориш? Значи, не првин да слушнат сите, па на крајот тој, туку треба да отидеш кај него и да го укориш. Нормално укор, сега тоа како го ние подразбираме онака човечки, изнавикај му се. Не е сигурно така, во еден христијански дух. Укори го, вели, поучи го со цел да го придобиеш. Матеј 18 глава, 15 стих па надолу, поготово 15 стих. Ако не те, нели, послуша, па дојди уште со еден брат, па на крајот, нели, и пред цела црква, ако е потребно. Значи, тоа е постапката. Укори го, вели, и прости му ако се покае. И сега 4 стих. Вели, ако и 7 пати на ден сгреши против тебе и 7 пати се обрати кон тебе и рече се каам, прости му. Јас сега не знам кој би можел да ви сгреши 7 пати во текот на еден ден. Има ли некојаш, можеме, некоја таква прилика во црква, да речеме? Тоа најобично, најобичајно ми се случило во сабота, за жал, мислам. Така, значи, или жената, или децата, или некој со кој што, мислам, најлесно може да се спречкате, да се скарате, да се сгрешите едноставно, со кого најчесто се гледате. Не знам, може би некој предпоставен на работа, мада не знам, кој тип на работа би било тоа. Да. Така. Значи, и вели, 7 пати да ти сгреши, и 7 пати да дојде и да рече, се каем и 7 пати треба да му простиш. Да ме прашам, ова е лесно или тешко? Онака човечки, искрено. Не е лесна работа. Воопшто не е лесно. Пазите, доаѓа и се кае. Може да си речете, чекай бе, шо се бламира овој со мене сега си? Еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, па 7 пати. Ке дојдем и до тоа. И сега 5 стих, апостолите на ова, видите што, знаете, читав некои разни коментари, некои викаат, ова се некои посебни делови, па Лука ги уфрлал, па немаат врска еден со друг, ама ја гледам, и те како една дебела врска гледам овде, во овој пасаж од 10 стиха. Што вели 5 стих? Апостолите му рекува на Господа. Значи, кога го слушаат овој, вели, придај ни вера. Придај ни вера. Ова е тешко нешто, а ни треба вера за ова. Пазете, луѓе, ние ќе се соочуваме со такви страшни настани, се соочуваме со големи проблеми во животот на кои што ни е потребна вера, ама ова е, ќе речеш мало, ама не е, убаво кажа Васко, ова е голема работа, за ова треба вера. Апостолите се искрени овде, вели, придај ни вера. Каде бе 7 пати, како 7 пати да му простам некому? Па ние еднаш и тоа за најмала ситница, тука може да оче да се исповадиме и какво простување. Апостолите му рекува на Господа, придај ни вера. А Господ рече, и сега е интересно како тоа Господ им одговара. Дали има на едно место таму во Римјаните 12 глава, 3 стих, нели, секој има некоја мера на вера. Мерка на вера му е дадена. Нели, верата е дар од Бога. Сега. И сега, дали, што е работа сега тука? Дали имаме ние малку вера, дали треба повише вера? Што е работата? Што е суштината? Вели, Господ им рече, ако навистина имате вера колку синапово зрно, тоа е најситното зрно таму во библиски Израел, кој што може да го најдете. Кај нас, што знам, афионот е поситен, мислам. Добро. Значи, како и да е, станува збор за нешто ситно. И толку да имате вера, ќе се случи чудо. Можете чудо да правите со толку вера. И кој е чудото? Ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на црницава, откорни се и пресади се во морето. И таа ќе ја послуша.
таа би ве послушала. Не знам како, би сакал да ми каже Зорица, мислам дека има друг превод. Што стои тамо? Црница? Во тој превод. Црница. Сега, тука има мал проблем во преводот. Значи, тоа станува зврзено дрво, кој што тука не се среќава таму доле, што е некоја мешавина меѓу црница и смоква. Значи, нешто као дива смоква. Значи, ние знаеме што е црница, нели, кај нас. Црницата воопшто нити е некоја големо дрво, нити е некоја јако дрво. Дудинка, да, во ред. Или може да дури оние црните што се, нели, има бели и црни, ти дури може ти во вид на грмушка, а се малте не, може да ги наречете и грмушка. Но овде станува збор за едно дрво, веројатно се претпоставува на кој што и Захеј се качил, значи високо, а крупно дрво на кој што Захеј се качил за да го види Исуса. Таму вели дива смоква во случајот со Захеј. Ја го истражував ова малко и, значи, навистина станува збор за дрво, кое што многу лесно е да се зафати, а кој ќе се зафати, тешко е да го искорениш. Значи, има таков широк и длабок систем на корења. Нема тука копачење, не знам што сакате да правите, пак ќе никне, пак ќе потера. Зошто ова е значено? Затоа што претходно станува збор за проштевање. Да имате сила, да имате вера, да имате доволно љубов, да сте доволно понизни, милостиви, да му простите дури и 7 пати ако ви дојде некој. Или ќе чувате горчина во себе, ќе чувате, ќе се лутите, нешто што многу лесно се појавува, а многу тешко се искоренува. Мислам, тоа сите можеме да го потврдиме дека е така. Нема кој може да го негира ова. Иако сите, нели, сме, некој може полесно се лути, некој малку потешко и така натаму. Сите сме различни, но сепак генерално горчината, лутината, место прошката, наистина многу лесно може да се појави да заземе таков цврст корен. И сега вели и мала вера, како си напово зрна ако имате. Таквото дрво може да го откорните да го фрлите во морето. А што асоцира? Што фрла таму во морето? Исус во една друга прилика. Што ќе каже? Гревовите наши ќе ги фрли, вика, таму длабоко во морето, готово, и не се сеќава веќе. Значи, тотално искоренување, крај. Со таква ситна вера. Значи, што асоцира? Што кажува тој стихој? Не е до големината на верата, него нешто друго е проблем. До тоа, дали верата сме ја ставили во функција? Дејан, ти си? Ти си? Си извинувам, вака, ама Дејан ми заличи на некој друг. Значи, не е до големината на верата. Учениците велат придајни вера, а Исус им вели: ако навистина имате вера, не ако имате. Вие имате, ја имате таа ситна вера. Колку толку имате ситна вера, ама ставете во функција. Што значи? Да ја ставиш верата во функција. И на тај начин и ќе јакне верата. Што и да е, ако него ставите во функција, ќе слабее, ќе омлитави, ќе атрофира, како да каже. Било кој мускул, вашето тело, ако не го вежбате, ако немате физички активности, ќе го атрофира, ќе ослабне. И верата треба да ја вежбате. Треба да ставите во функција. А како верата действува? Како функционира верата? Кој е погонот, енергијата, горивото? Добро, тоа е резултатот на верата. Добро, ако не се сеќаваме, Галатјаните 5.6. Ако го најде некој, не го чита, малку... Има време, не мора да се брзаме, па толку се... Галатјаните 5.6. Зашто во Христа Исуса нито обрезанието има вредност, нито необрезанието, туку верата која действува преку љубовта.
и ја чисти душата, го чисти срцето, ти каже Елен Вајд. Љубовта е таа енергија која што ја покренува и ја става во функција верата. И сега вие 7 пати ќе ви сгреши некој, 7 пати ќе ви доаѓа да ви се кае и вие барате поголема вера. Љубовта треба да ја имате. Да ја ставите во функција верата. Љубовта ви е потребна за тоа. И тогаш и таа ситна вера, и како синапово зрно, е посилна од тоа дрво кој што го има најсилниот, може би, коренов систем. И тешко се искоренува. Горчината, гордоста, не знам што, се може тука да ставиме, за да, ако некој се кае, не му простам. Па, како што вели тамо Елен Вајд во своите коментари, вели, чекай сега, 7 пати ми се кае, па кој знае, кој му се сега побудите, па се бавиме со тоа. Наша должност е да му простиме, ако се кае. А да не навлегуваме во води во кој што не треба да навлегуваме и не спееме. Ќе видиме подолу тоа, дека е така од параболата, што ќе ме каже Исус. И сега видите, почнува со параболата од 7 стих и тие бараат вера, Господе, придај ни вера, а Исус им кажува парабола, кој што не ја спомнува верата воопшто. Вели вака, кој од вас, ако има слуга, значи, вие сте господарот, вие имате слуга, кој ора или го чува стадото, значи, ја врши својата должност, значи, дали е на поле, копа се, било што, ги пасе овците, говедата, и ќе му рече кога ќе се врати од полето, ќе се врати од таа должност. Дојди бргу и прилегни покрај трпезава. Нема ли да му каже, значи, дојди, ајде, ќе јадеме. Или пак нема ли да му каже следно, што ќе му каже? Приготви ми нешто за вечера и препаши се, за да ми служиш доека јадам и пијам, а потоа ти ќе јадеш и ќе пиеш. Не тоа, ќе видиме. Која е суштината овде? И 9 стих. Зар ќе му благодари на слугата што ја исполнувал заповедта? Нема ни благодарам да слушате. Нема ни фала. Така и вие, еве го нараучението целта на ова парабола. Така и вие, кога исполнувате се што ви е заповедано, речете, ние сме неполезни слуги. Ова има врска, нели, со минатата полука. Управител и така натаму. Неполезни слуги. Зошто? Зошто го извршивте она што бевте должни да го извршите. Но слугата му е должност това да го изврши. И нема потреба, и не треба ни да очекува ни фала. И сега, чудно е, учениците велат придај ни вера, а Исус им кажува парабола, каде што им кажува дека треба да бидат послушни, да држат се. И некој, како што имавме во минатата полука или кога беше, сака да ги раздвои верата и послушност. Исус не прави некоја разлика овде. И нормално, онај најбитен дел, љубовта, преку која што функционира таа вера. А веќе ја видов. Значи, дали ние, како што веќе спомнав, дали кога ќе дојде некој, и значи еве 7 пати не изгрешил и 7 пати се кае, ќе му простиме. Нам не е должност да му простиме. Ако држиме се, а тоа нормално не го можеме самите, туку пак со Божја помош, и што нешто посебно правиме? Па тоа не е должност да го правиме. Пофалба бараме, ќе слушнам од еден разочаран брат,
Никој ни фала не ми вика, бе. Толку книги сум дал, не знам вола, не знам, толку сум работил, толку не знам што е, бе, што ме снаоѓа, сега никој фала не ми вика. Што бараш фала? Така и вие, кога исполнувате се, што ви е заповедано, речете, ние сме неполезни слуги, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршуваме, да го извршиме. Ние сме должни да простиме. Понатака не е наша работа. Ние сме должни единствено што? Што вели Римјаните 13:8? Ајде да отвориме. Да не го кажем на памет. Многу по-силно е кога ќе го прочитаме. Римјаните 13:8. Не должете му никому ништо. Еве, исто врска со прошлата поука. Освен да се љубите еден со друг, зашто кој го љуби другиот, го исполнува законот. Не должите му никому ништо, освен љубов. Ние сме должни да го сакаме ближниот, да го сакаме Бога. И за тоа нема никаква пофалба. Зошто? Нели на други места Павле ќе каже, нема со што ние да се фалиме. Верата, толку да ја имаме, како си напало зрно, е дар од Бога. Љубовта што е? Дар од Бога, таа љубов, таа агапе љубов. Ја добиваме, како што ели тамо Павле во друго место, излевајќи го Господ Светиот Дух во нас, ја излева и љубовта, таа љубов која што ни потребна. Тоаш нема да ни биде тешко да го трпиме другиот и ако ќе дојде да се покаја, да му простиме едноставно. Дали, ако се сеќавате, за денеска имаме утренски стихови од 13 глава од Коринќаните. Да, од 4 до 7 стих, тоа се утренските стихови, четвртиот стих почнува со љубовта долго трпи, а таму во 7 стих уште една се повторува, љубовта се трпи. Дори 2 пати спомнува Павле, се трпи, долго трпи. Долго трпелива. Тоа е љубовта. И ке трпи, и ке простува. Тоа е должност. Должни сме да простиме, должни сме да љубиме, да сакаме. Значи, не е до верата, не е до големината на верата, некој ќе рече, па чека, Господе, мене си ми дал толку, на него си му дал толку. Да ја ставиме во функција верата треба. А без љубовта, без присуство на љубовта, ништо. Нема дела. Без љубовта, без Духот Свети, без тоа да тој не поттикнува на тие дела, нема ни дела. Односно, верата е мртва. Таква вера е нешто не функционира, нешто е атрофирана, туку вели Јаков и мртва дека е. И сега на крајот само прочитаме еден цитат од Елен Вајт, кој што се однесува на 10 стих и тука е коментарот од Елен Вајт, ништо погоре или предходно, иако или од 1 до 3 стих и до 4 всушност до некаде се коментираат во други глави, како да речеме во Матеј, таму 17 до 18 глава, кај беше. И да не заборавам предходно, да спомнам она што кажи Васко, значи, во една друга прилика, која Петар ќе постави слично прашање, и сега држејки се на ова, ќе рече, Господе, до 7 пати ли да му простам? И Исус ќе му рече, не до 7 пати, току до 7 по 70. Оно што го вели преку цитат Елен Вајт, што е најразбирлив според мене како одговор на ова, нам не ни е простено затоа што проштеваме. Тој помет не го спомнавме, нели, во молитвата Оче наш, вели, прости ни ги долговите како што ние што им простеваме нашите должности. Значи, нам не е простено затоа што проштеваме, туку додека проштеваме. Што значи ова? Ние треба секојаш да бидеме спремни, ние треба да имаме секојаш дух на проштевање. Секогаш. Што
Во случаја ако не се покае, ако не се кае братот или сестрата, ви сгрешили и не се кае. И каков став треба да земе тогаш вие? Дали сте размислували за тоа? Значи, дали треба да му простите или не? Во себе треба да му простите. Дали на него треба да му простите, да го изговорите тоа пред него, тоа е знак прашалник. Зошто? Затоа што може да го научите на лоша лекција. Па после да си земе уште повеќе сила, или, знаете, како што знаеме да бидеме ние, луѓето, во грешна природа. Но во себе, ние секојаш треба да го имаме тој дух на проштување, спремност на простување. Па и самиот Господ е таков. Само што ќе признаеме гревот, веднаш ни простува. Не дека тоа е простено за простено, меѓу тоа не дека тој се оддалечува од нас, не знам кој знае како гледа на нас, не, се труди се што може да направи за да не доведе до покаяние и за да ни ја даде таа прошка. Ова е значајно, значи, она што зборуваме за прошката, затоа што, ако се сеќавате на Марија и Магдалена, и онаа лекција што Исус ќе одржи пред Симона, за да Симон ја разбере лекцијата, што вели таму, кому повеќе му е простено, тој повеќе љуби. Значи, пак таа енергија што треба да има верата, љубовта. Вие кога простувате, вие сте потикнати од љубов, не може од нешто друго. Ама и го поттикнувате другиот на кого што ќе му простите на љубов. Друго нема, резултатот е тој. Само да ги прочитаме уште овие цитати и ќе завршиме, кои што се однесуваат на 10 стих. Што сака да каже неполезни слуги? Што сака да каже со тоа не треба да очекуваме никаква пофалба? Туку затоа што едноставно сме го извршили оно што сме биле должни да го извршиме. Вели, нашите добри дела не се никакво сведоштво, еве во оправдувањето со вера, значи во целиот овој контекст. Нашите добри дела не се никакво сведоштво со кое можеме да му се порачаме на Бога, и ние сами по себе не поседуваме ништо врз кое што би можеле да полагаме некакво право за спасение на својата душа. Спасението е незаслужен дар од Бога. Само заради Христа, кој што само заради Христа му го подарува на оној кој ќе поверува. Само заради Христа, заради неговите заслуги. Во својата божествена мудрост и незаслужена милост, Бог одредил добрите дела да бидат наградени. Тој не прифаќа единствено благодарејќи, значи не прифаќа нас, единствено благодарејќи им на Христовите заслуги, а делата на милост, љубов и милосрие, кои ние ги правиме, представуваат само плодови на верата и стануваат благослов за нас, бидејќи луѓето наградата треба да ја примат според своите дела. Пријатниот мирис на Христовите заслуги прави нашите дела да му бидат угодни на Бога, и тоа не оспособува да правиме дела за кои тој ќе не награди. Во самите наши дела нема никакви заслуги. И кога ќе направиме се што е во наша моќ, треба да се вброиме меѓу неполезните слуги. Ние не заслужуваме никаква благодарност од Бога. Сме го направиле само оно што сме биле должни да го направиме, и нашите дела не се направени со силата на нашата грешна природа. Затоа каква фала очекуваме? Кога и верата е негов дар, кога и љубовта е негов дар, и кога и сето тоа што го правиме, тоа ставање во функција на верата пак е негов дар, како што вели во Филипјаните, јас ке действувам у вас да сакате и да постапувате според мојата волја. Не е мала работа, значи, не е мала работа да се искорне она дрво кој што толку лесно се зафаќа, а тешко се искоренува. Не е мала работа, затоа што креира многу проблеми, знае да креира многу проблеми. Затоа ни е потребна Божјата помош. Да ставиме во функција нашата вера, колкава и да е. Што би правеле ние утре со предизвиците што стојат пред нас, ако ние не можеме да си простиме еден на друг? Исус вели, кога ќе дојдам на земјата, дали ќе најдам вера? Апостолите овде бараат вера, да Господ да им придодаде вера за да му простат на својот ближен 7 пати.
А не камо ли 7 по 70. Мислам, тоа е веќе невозможно, но се е возможно. Како да се навикнати да им треба вера да се случи чудо. Чудо, кој знае на што мислат чудо, како да, да се смири морето и така натаму, но и ова е чудо за нив. Чудо е за нив, чудо е и за нас, да му простиш на некој што 7 пати ќе ти сгреши во текот на денот. Тоа е чудо, тоа е вистинско чудо. Но чудата се можни и со таа ситна вера која ставиме во функција, значи да ја предодадеме љубовта, да го разбереме тој што не изгрешил. Знаете, често пати ние луѓе, човечки е тоа. Само ние се разбираме самите себе си. Само нашите тешкоти се тешкоти, ама на другиот тешкотиите не се. Не можеме да го разбереме другиот. Затоа што немаме љубовта. Не можеме ние, ако не се разбираме, ако ние немаме љубовта, ако ние не можеме си простиме меѓу себе, да очекуваме утре да се соочиме со големите предизвици, кои ќе ни биде потребните како вера. Господ нека ни помогне, наистина ни е потребна помош. Почнувајќи од мене, па сите понатаму, затоа што сите знаеме да сгрешиме и да се јави тој горшлив корен. Не спомнав, но еве сега ми текнува да спомнам за тоа дрво. Плодот што го дава, таа дива смоква, е и горчлив, е и кисел, е и лут. Ај, одете, јадете го да ве видам. И не само тоа, не знам дали сте читале, тоа се однесува на, не знам, не сум експерт, тоа што прочитав, се однесува на тоа дрво, на таа дива смоква, но и на оние така наречени машки смокви, колку се јас се разбирам, ја ви кажам како што сум читал, машки смокви кои што треба да бидат оплодени. Знаете што е смоквата во суштина? Сте видели ли смоква да цвета? Па, самиот плод е цвет, ама свртен навнатре. Кој ќе ја раскршите вака смоквата, што добивате, мислам? Дали го приметувате тоа? И знаете ли како се оплодуваат? Се зборувам за тие, машки, не знам, таа дива смоква. Пчелата не ги оплодува, туку оса. Оса, матица, како ја викаат таа, што ќе навлезе низ тој простор во смоквата внатре, ќе положи јајца и таа тука умира. Таа оса тука умира, а овие кои што ќе се излезат малите, излегуваат низ и живеат. Значи, во секоја смоква, такви смокви имате значи, не зборувам за смоквите што ги јадеме, пазите. Тогаш ќе имаат проблем тука и вегетаријанците. Зборот ми беше кисело, луто, горчливо, па и оса. Знаете што асоцира осата? Колку често ние знаеме да видиме како оси, а многу тешко да простиме. Че Господ нека ни помогне. Амин.